Апсурдно е да се обвинува ВМРО ДПМН за одвојувањето на Албанија од Македонија на патот кон ЕУ, со оглед на тоа што направи двојецот СДСМ и ДУИ во последниве 7 години, коментираат дел од политичките аналитичари по немарната изјава на Битики дека 75% од граѓаните го поддржувале францускиот предлог. Корупција, криминал, пропаднато здравство и образование, а и влогот на СДСМ и ДУИ Македонија да биде ставена во ист кош со Албанија е она што го одбележи владењето на Заев и Ахмети, а сега истите обвинуваат власта дека ја блокирала Македонија на европскиот пат. За делот аналитичарите ова е чист апсурд и дневна политика. Политичкиот аналитичар Агим Јунус вели дека не може власта да е виновна за неуспехот на претходната власт во обидите да ја доближат земјава до европското семејство. 75% на Битики се всушност граѓани што сакаат Македонија да стане дел од ЕУ, но ни една анкета не покажува дека толков процент од македонците се согласуваат бугарите да влезат во уставот, коментира Јунус. ВМРО да се обвинува после неполни 100 дена владење, дека е виновен за било каков застој, за елиминација на Македонија во патот кон Европската Унија е апсурд. Затоа што ВМРО со инсталацијата на собствената политика на терен и со она што прва треба да го донесе, прва треба да му се остави простор, па потоа да се разговара. Значи, ВМРО не е политичка организација или партија која не е свесна дека единствената перспектива на Македонија е Европската Унија, но не по секоја цена. Оно што ВМРО го направи во овој момент е нешто што никој досега не го направи, а тоа е застана на бедемот на националната гордост. Откако амбасадорите на ЕУ решија да го унапредат процесот на прием на Албанија, со што се одвојува од Македонија, опозицијата жестоко ја нападна власта, иако поминаа само 100 дена од формирањето на новата влада. Според СДСМ, премиерот Мицкоски и ВМРО ДПМН се виновни за одлуката на европските амбасадори во Брисел, бидејќи според нив власта ги прекинала преговорите со ЕУ. Но Јонус вели дека Албанија нема такви проблеми како Македонија, која постојано е под притисоци и ултиматуми со различни барања од соседите. Тој вели дека ВМРО ДПМН е за влез во ЕУ, но не по цена бришење на македонскиот идентитет. Албанија ги нема истите проблеми со кои што се соочува Македонија. Македонија се соочува со проблем за кој што Албанија нема никаква врска, а тоа е спорот со Бугарија. Македонија досега покажа толерантност, покажа соработка, покажа кооперативност на многу нивоа кои треба да служат афирмативно во патот на Европската Унија. Но не и по секоја цена. Ако вие ја следите реториката на ВМРО ДПМН, едно од синтагмите е не по секоја цена. Дали губењето на идентитетот на државата, на народот, е цената која треба да се плати? Одлуката во Брисел крена бура од реакции не само кај домашната јавност. Ликувањето и радоста на Бугарија за одвојувањето на Албанија е спротивно од договорот за добрососедство, потпишан од Зоран Заев, на која бугарската страна постојано се повикува и обвинува дека Македонија е таа која не го почитува.